Добар ден, денес со мене е Сара Ристовска, програмски координатор во Националниот младински совет на Македонија. И она за кое што би разговарале денес е токму платформата YouthWiki. Интересна тема за разговор, бидејќи оваа платформа можеби младите не ја знаат доволно, па така раскажи ми што е YouthWiki. Така. Благодарам на поканата и за можноста да поразговараме за состојбата со младинските политики како на национално, така и на европско ниво. И морам да признам дека навистина ви е пријатно во студиото на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Со оглед на фактот дека 2025 година е Европска година на дигиталното граѓанство, сметам дека не постои подобро време да направиме рефлексија на сето оно што Националниот младински совет на Македонија во соработка со Националната агенција го работеше низ призма на YouthWiki платформата како првата дигитална енциклопедија за младински политики. Што се однесува до самата платформа, YouthWiki, како што кажав, е една онлайн платформа која што нуди системски преглед на младинските политики како на национално, така и на европско ниво. Оваа платформа е значајна затоа што им возможува и на младите, и на креаторите на политики, формите на младинско организирање, лесен пристап до сите оние информации за националните структури, младинските политики, добрите практики, кога станува збор за младинското учество. Впрочем, и самата цел на платформата да ја зајакне европската соработка во областа на младинските политики, но уште поважно истата да ја базира на докази, односно на точни и релевантни податоци и анализи, што е од суштинско значење. Дополнително, самата платформа е една алатка за размена на информации и иновативни пристапи, која што им овозможува на земјите кои што се дел од оваа платформа да се инспирираат од добри практики од други земји и да ги имплементираат, акомодирајќи ги на националниот контекст. А Македонија е токму една од тие 34 земји која што е дел од оваа платформа и внимателно работи на журирање на 10 поглава кои што се дел од оваа платформа. Инаку самата платформа YouthWiki е создадена од Извршната агенција за образование, аудиовизуелна дејност и култура при Европската комисија, додека носител на проектот е Националната агенција, а журирањето на поглавјата го работи на Националниот младински совет на Македонија, што е впрочем и главната причина и повод зашто сме тука денеска. Така, кажи ми сега каква содржина се пласира на оваа платформа и кој е процесот на журирање? Така. Процесот на журирање се одвива еднаш годишно по критериуми утврдени на страна на Европската комисија. Задолжени на процесот се националните кореспонденти, кои што ги одредува владите на секоја од овие држави. Како што напоменав, носител на проектот е Националната агенција, а журирањето го прави Националниот младински совет на Македонија. И како дел од тимот кој што работи на журирање на YouthWiki платформата, морам да кажам дека секој процес на журирање подлежи на процес на верификација, со цел да се утврдат точноста и релевантноста на податоците кои што се дел од истата. И една од сугестиите кои што континуирано ги добиваме од Европската комисија секогаш да се повикуваме на официјално јавно достапни проверливи извори, што е од суштинско значење, затоа што знаеме дека живееме во дигитална ера на многобројни информации, меѓутоа ваквата една хиперпродукција на информации, многу е важно да направиме дистинкција дали изворите од кои што се консултираме се точни и релевантни. Така, сега, например, мислам дека е јасно зашто е оваа платформа важна за младинските организации, па и за креаторите на политики, бидејќи оттаму црпат информации или какви подобри политики да воспостават, но за младите, конкретно за некоја млада индивидуа, како оваа платформа придонесува за него? Може ли да ни објасниш? Така. Па најпрвен би се осврнала на тоа што се содржи оваа платформа и кои поглавја ги опфаќа, за да можам да стигнам на тоа зошто е важна не само за младите, меѓутоа и за формите на младинско организирање и за креаторите на политики. Именно како што напоменав, самата платформа е структурирана во 10 поглавја.
Првото поглаве кој што се однесува на управување со младинските политики, во него говориме за Законот за младинско учество и младински политики, Националната стратегија за млади, го паќаме и надлежностите на Министерството за социјална политика, демографија и млади. Во второто поглаве кој што се однесуваат на волонтерските активности, даваме една дефиниција што е волонтерство, правиме дистинкција помеѓу волонтерство, практиканство и стажирање, даваме објаснување за младите за Законот за волонтерство, Националната стратегија за промоција на волонтерството, меѓутоа им ги пренесуваме можностите кои стојат на располагање на младите кога станува збор за волонтерството, тука е Европски солидарен корпус програмата и разни тренинг програми кои што произлегуваат од Erasmus+. Така како еве млада личност, на еден клик ми е оваа платформа, што можам јас да дознам друго на оваа платформа, како еве подобро да ги најдам информациите. Така. Во сите 10 поглави, оно што може да го сознаат младите се можностите кои што им стојат на располагање, независно дали станува збор за можности за образование, формално, неформално, волонтерство, можности за вработување. Меѓутоа, уште поважно што самата платформа им овозможува на еден систематизиран начин на младите да дознаат со какви права располагаат. Дали станува збор за правото за учество во процесите на донесување на одлуки, права поврзани со нивно вклучување во пазарот на труд, права за социјална и здравствена заштита и слично, што е суштинско значење затоа што само млади кои што знаат кои им се можностите и правата можат да бидат активни граѓани. Дополнително самата платформа има придобивки и за младинските организации, генерално за формите на младинско организирање, меѓутоа и за креаторите на политиките, затоа што знаеме дека младинските организации, генерално невладиниот сектор се една од главните актери во застапување за младинските интереси и креирање на соодветни програми за поддршка на истите. Па така благодарение на анализите кои што се дел од оваа платформа кои се однесуваат на младинските политики, тие може да ги идентификуваат послабите страни, односно можностите за интервенција и следствено на тоа да развијат своји програми и кампањи за застапување. И дополнително самата платформа е една ризница на добри практики од другите земји, па така и самите организации може да се инспирираат од нивните колеги од останатите земји и да имплементираат одредени практики со акомодирање на националниот контекст. Се разбира, самата платформа има предобивки и за креаторите на политики, затоа што не само што ги прикажува младинските политики, туку и прави некаква компаративна анализа на истите. Па така, креаторите на политики може да се оценат својата ефикасност и ефективност кога говориме за младинските политики, следствено на тоа да имплементираат одредени добри практики за подобрување на истите, меѓутоа и за подоследна имплементација. Така, сега што кажува Јудвики за младите? Кои се нивните потреби, кои се нивните гледишта? Така, самата платформа, примарната цел е напредување и следење на младинските политики, меѓутоа и подобрување на положбата на младите како клучни актери во општествените процеси. Иако самата платформа содржи 10 поглавја, низ нејзин би можела да кажам дека се испреплетуваат 4 главни приоритети, а тоа е јакнење на улогата на младите во процесите на креирање на политики, повикување на транспарентност и отчетност на младинските политики, создавање на побројни подобри можности за младите и јакнење на регионалната и европската соработка кога станува збор за младинските прашања. Кога говориме за свесноста за младите, Јудвики има една круцијална улога во канализирање на интересите и потребите на младите, меѓутоа уште поважно создава една основа за креирање на инклузивни, одржливи, транспарентни политики, што е од суштинско значење, затоа што знаете, често пати во јавниот дискурс би можеле да слушаме флоскули од типот младите си иднината, меѓутоа се чини како да подзабораваме дека за младите да бидат иднината мора да бидат активни, одговорни граѓани денеска.
Па така би кажала дека за да можат младите да бидат активни, одговорни граѓани денеска, на нив им е потребно да им отстапен простор за младинско учество, равноправни можности за личен и професионален развој и соодветна институционална поддршка која што ќе го гарантира нивното учество во демократските процеси, затоа што не е доволно само да бидат младите гласни, туку и да има некаква респонзивност и да има кој да ги слушна, затоа што само кога младите препознава дека нивниот глас може да биде чуен, тога само ќе може и промената да биде возможна. Да, тоа е многу важно, нели, институциите да ги слушаат младите за да сватат што всушност им е потребно, и кога се креираат младински политики не може да се креираат без младите да бидат прашани дали ова е навистина тоа што вам ви треба. Сега накратко доколку може, кои се клучните документи поврзани со младински политики во земјата? Така. Ова е опширна тема дефинитивно, Навистина, има многу да се говори за нејза. Да. Така е, младинските прашања се кроссекторски, опфаќаат повеќе области и од тука постојат повеќе закони и стратегии кои што го таргетираат животот и делувањето на младите. Меѓутоа, ајде во интерес на времето ви пробала да се задржам само на Законот за младинско учество и младински политики и Националната стратегија за млади, како и ни подобни точки кои што го регулираат младинското учество и прашањата кои што ги засегаат младите. Именно на 14 јануари 2020 година се донесе Законот за младинско учество и младински политики, што беше значаен чекор напред, затоа што беше првото легислативно решение кое што регулира младинското учество во процесите на креирање политики, донесување на одлуки, како на локално, така и на национално ниво. Дополнително со самиот закон за прв пат се доби една дефиниција што представува млад човек, за да не си дозволиме апстрактно да го толкуваме овој термин, што представува младинско учество, младинска политика, младинска работа и младински работник. И во согласно со законот постојат, би кажала, три основни постулати на кои што се повикуваме, тоа е младинското учество, младинските политики и сервисите за млади. Кога говориме за младинското учество, се предвидуваат различни механизми за стимулирање на истото на локално и на национално ниво. Па така на национално се предвидува создавање на национално собрание за млади, национално советодавно тело за младински политики, а на локално ниво локални младински совети. Оно што податоците го говорат дека за жал Националното младинско собрание си уште не е воспоставено и следствено на тоа Националното советодавно за тело. Кои се причините за тоа? Потребна е поголема иницијатива и на самите млади и формите на младинско организирање, затоа што тие потребно да го покренат процесот за да се спроведе Национално собрание за млади, за подоцна истото да може да го избере Националното советодавно тело за млади, како тело кое што ги стварува една синергија помеѓу работата на младинските организации, представени преку младинските представници во советот и представници на институциите. Дополнително, самиот закон, како што напоменав, предвидува и создавање на локални младински совети, кои што според последниот мониторинг кој што го има направено на Националниот младински совет на Македонија, кој што го опфаќа периодот закочно со 2023 година, се воспоставени само во 34 општини. Дополнително самиот закон ги тангира и младинските политики. Тука е значено да се спомене Националната стратегија за млади и локалните младински стратегии. Националната стратегија за млади е еден стратешки документ кој што го регулира младинското учество и младинските политики. Има една императивна цел да ја подобри положбата на младите во општеството, фокусирајќи се на 8 тематски области: младинско учество, младинско информирање, младинска работа, вработување и предприемништво, безбедност, образование, култура и здравје. Дополнително покрај Националната стратегија се предвидени локални младински стратегии кои што имаат за цел да го стимулираат младинското учество во локалните демократски процеси, како најнепосреден облик на остварувањето на право на учество и правото на демократија. Заинтересирани ли се младите за вакво учество?
Па мислам дека младинската апатија си уште станува еден од поголемите предизвици, дека можеби еден од главните фактори кои што ги детерминираат овие бројки и токму и тоа, меѓутоа и често пати младите забораваат дека и локалните процеси се дел од можностите за нивно учество, затоа што тоа до некаде и се должи нашиот систем кој што прилично е централизиран. Дополнително покрај младинското учество и младинските политики, законот опфаќа и различни сервиси за млади, кои што имаат цел токму тоа, односно да ги приближат институциите и работата на самите општини до младите, па така во согласност со истиот се предвидува создавање на канцеларија за млади, младински центар и младински службеник во секоја општина и институција, кој што ќе има цел да раководи со канцеларијата за млади, меѓутоа и да координира и следи прашања кои што се од младински интерес, а се во делокруг на институциите, односно општините. Имплементирани се овие три работи? Податоците говорат дека канцеларии за млади според тврдењата на општините има во 18 општини, иако фактичката состојба е значително помала. Зошто? Затоа што општините можеби малку погрешно го толкуваат законот, затоа што сметаат дека канцеларија за млади е физичкиот простор каде што работи службеникот за млади, или пак просторот кој што го отстапуваат на локалните младински совети да имаат средби. А треба да биде посебно место креирано баш за оваа намена. Да, посебно со одлука за формирање на канцеларија за млади. Моментално работиме на најновиот мониторинг, кој што ќе ги опфаќа податоците за 2024 година, па така нека биде дополнителен стимуланс и мотивација за нашите гледачи да не следат на социјалните медиуми кога ќе излеземе со најновите податоци, да видиме дали има и некакво подобрување во одредба. Што се однесува до останатите одредби, младински центри има воспоставено заклучно со 2023 во 10 општини. Тоа се општина Центар, Велес, Штип, Пробиштип, Кавадарци, Гостивар, Тетово, Куманово, се извинувам, Липково, Охрид и Битола. Што прават младите во овие младински центри, за која намена се креирани, создадени? Така, младинските центри се предвидени како места во која што младите ќе можат да развиваат различни програми и активности кои што го стимулираат својот личен и професионален развој. Тука младинските центри се и места каде што младите ќе можат на сопствена иницијатива да организираат некакви активности, се разбира покрај тоа што ќе бидат места во кое што ќе може да се пронедат себе си, своите таленти, да ги откријат своите амбиции, ќе биде место во кое што ќе може неформално да се дружат и да стекнуваат пријателство. Јасно, а како се разликуваат младинските центри од канцеларија за млади? Има која е намената на едното, која е намената на другото, спомнавме сега за центрите, но што е функцијата на канцеларија за млади? Така. Многу е тешко во пракса да се направи ова дистинкција и можеби претпоставувам дека и тука е најголемото мисинтерпретирање на самите општини. Моментално има и процес на законски амандмани за поднесување, за дополнување измена на законот, се со цел да се надминат ваквите недоразбирања. Она што е првична и највидлива дистинкција дека канцеларијата за млади треба да биде во рамки на самата општина, значи во просториите на општината, меѓутоа младинскиот центар може, меѓутоа и не мора да биде дел од самата општина, да. Мислам дека и младинскиот центар се сваќа малку можеби како некое интерактивно место, динамично, креативно, додека канцеларија за млади можеби има поголем контакт со општината, со администрација, со правни документи, па тука некоја друга работа се врши, нели? Така. Канцеларијата има повеќе улока да го опфати тој однос млади. Имаме прашање за работењето на општината кои што не тангираат младинската канцеларија, додека пак младинските центри го фаќаат, можам да кажам, малку понеформалниот аспект од младинското делување. Така. Што е со младинските службеници, бидејќи ги спомна и нив? Така.
која е функцијата на еден младински службеник? Службениците за млади се одговорни за руководењето на канцеларијата за млади, меѓутоа и дополнително тие треба да ги координира, да ги следат прашањата кои што се од младински интерес, а се во надлежност на институцијата, односно на општината, и тоа тие треба да бидат лицето на општината кога сака или институцијата кога сака некој млад човек да им се обрати. Овде морам да попалам дека имаме најголема законска имплементација, можеби затоа што се подразбира еден процес на именување на некој веќе вработен во самата институција, односно општина, па така според податоците 75 институции имаат назначено службеник за млади, додека пак 80% од општините имаат именувано службеник за млади. Сега ме интересира, младите можеби не ги дознаваат овие информации, како да ги заинтересираме да се вклучат во развојот на нивната локална заедница, токму да бидат дел од овие локални совети, младински совети, како да се подобри ова? Дали можеби треба да бидат овие информации дел од формалното образование, па така да им ги пренесеме, или пак сепак постои некоја друга стратегија? Тоа е прашање од $1.000.000. И мислам дека некако совет секогаш покренуваме иницијатива и за поголем ангажман на институциите, меѓутоа и за поголем ангажман на младите. Конкретно ние како чатар организација работиме преку нашите организации членки, меѓутоа и преку регионалните канцеларии. Затоа мајте како може да се покрене поголема свесност, сметам дека сите сме дел од тој систем и сите треба да ја понесеме одговорноста. Дали ќе почнеме од тие примарни фактори на социализација, како што се најтесниот круг на родители, семејство, пријатели, врсници, образовниот систем, па потоа доаѓаат нели формите на младинско организирање, институциите и слично, сите ја носиме одговорноста. И мислам дека најголемиот корен режи во креирање на соодветно граѓанско образование за младите, затоа што само преку соодветно граѓанско образование младите можат да стекнат чувство на припадност, а кога го имаш чувството на припадност, да имаш чувството на одговорност. Така. Дека припаѓаат на заедницата и дека се одговорни и кон самата заедница. Знаеш, те потребно младите да се прашат и што можам јас да направам за заедницата и за општината, не само што општината може да направи. За мене тоа е некако двонасочна комуникација и двонасочен однос. А и општината мислам дека треба да отстапат простор на масите кога се донесуваат одлуки, затоа што постои една флоскула која што вели дека доколку не се на масата, тогаш се на менито, па така да верувам дека и многу млади не би сакале да се најдат на менито. Апсолутно, и мислам дека можеби и тоа негување на активизам и на општествена одговорност, дека ти припаѓаш на оваа заедница, треба да правиш нешто за заедницата, да придонесуваш, е можеби тука клучот. Но сепак останува нели како да ги натераме младите да го гледаат, како да ги натераме да го осознаат ова. И двонасочна улица е сега. Тука институциите треба да бидат респонзивни, но и младите да бидат проактивни. Сега, според тебе, лично твое мислење, дали се младите доволно вклучени во процесот на креирање политики? Па проучаме и самите податоци од законот кои што ги добиваме, иако е законско решение кое што има цел да го поттикне институционализира младинското учество, реалноста покажува дека ваквото учество честопати е сведено на едно, би рекла, ограничено, декларативно, понекогаш и токенистичко ниво. Иако законот има цел токму сосем спротивното да го постигне, кој ќе се навратам наназад и самиот контекст во кој што законот се креираше беше еден одговор младински кој што потврди дека креирање на младински политики без вклучување на младите нема да функционира. И податоците впрочем ми го кажуваат истото, затоа што
Според истражувањата кои што се прават континуирано, младите имаат низок степен на доверба во институциите и сметаат дека властите не ги земаат во пред нивните потреби и интереси. Па така и според едно истражување кое што го правеше Вестминстер фондацијата, 77% од младите луѓе посочле дека сметаат дека не се доволно вклучени во процесот на донесување на одлуки, иако изразили желба за истото. И бидејќи целата... Тоа е алармантно до некада. Да, и е алармантно, меѓутоа исто така и некако мотивација за да се промени целава ситуација. И овој предизвик, и бидејќи целата работа на Националниот младински совет на Македонија да ги трансформира ваквите предизвици во можности, во изминатиот период работевме на застапувачка кампања за имплементација на Европскиот младински диалог, како најголем консултативен механизам за младинско учество на европско ниво. Зошто е важен овој диалог? Овој диалог е важен затоа што им возможува на младите да се вклучат во директна, непосредна комуникација, директен диалог со креаторите на политики и не само да ги адресираат предизвиците со кои се соочуваат, туку и заеднички да креираат одржливи решенија. Национален младински совет не се откажува од напорите за имплементација на овој диалог, па така се надевам дека едно од следните гостувања ќе биде и да се пофалиме дека сме успеале да го имплементираме. Се надевам дека и тоа ќе се случи, но она што се однесува нели до институциите, колку тие чувствуваат одговорност да ги вклучат младите во процесите, дали се доволно заангажирани и свесни дека можеби треба повеќе напор да се вложи за да ги привлечеме младите. Да. Како што напоменав, често пати слушаме флоскули младите се иднината, забораваме дека младите треба да бидат активни одговорни граѓани денеска. Она што можеме да забележуваме дека има еден тренд на се поголема гласност на младите. А она што на младите им е потребно, сметам дека е загарантирано учество во процесите на донесување на одлуки, еднакви можности за личен и професионален развој, меѓутоа и соодветна институционална поддршка за да се гарантира нивното учество во демократските процеси, затоа што не е доволно само младите да бидат гласни ако нема кој да ги слушне, и респонзивноста на институциите, како што кажав, треба да биде една двонасачна комуникација, затоа што само кога младите препознаваат дека нивниот глас ќе биде чуен, тогаш и промената ќе биде возможна. Така, сега што кажува Јуд Вики во однос на другите земји, како стои ситуацијата во другите земји, како е трендот таму? Трендот за младински политики на меѓународно ниво покажува еднозначно поголемо институционално препознавање на младите како клучни актери во општествените процеси, па така и различни држави применуваат различни иновативни пристапи во регулирање на вработувањето, образованието, пристапот до услуги за ментално здравје и слично. А степенот на успешност се разбира зависи од националниот контекст, меѓутоа и од посветеноста на самите држави. Кога говориме за младинското учество, тука би ги истакнала скандинавските земји, каде што националните совети и различни структури за младинско учество се значено поформализирани. Имат редовно вклучување на младите во процесите на донесување на одлуки на локално и национално ниво, што пред се должи на силни младински организации, меѓутоа и формализирани механизми за младинско учество. Кога говориме за програми кои се однесуваат за намалување на невработеноста на младите, тука би ги истакнала Холандија и Германија како европски земји кои што степенот на невработеност на младите на навистина ниско ниво. Какви политики имаат Холандија, например, во однос на младинска невработеност? Така, па пред се успешноста на овие земји се должи на дуалното образование, меѓутоа и силни програми за стимулирање на младинското предприемништво, што можеби се уште останува предизвик за земјите од нашиот регион, иако има одредени трендови кои што покажуваат
Словенија и Хрватска дека се истакнуваат дека можеби го превзимаат водството во адресирање на ваквиот предизвик, што се должи на прецад на европската интеграција, добрата институционална поставеност, меѓутоа и посветеноста кон младинските прашања. Кога говориме за ментално здравје, што прочем и една од најголемите предизвици кои што се соочуваат младите, затоа што знаеме дека целата пандемија со корона-19 наметна една пандемија дополнителна за предизвик за ментално здравје за млади, што можеби е една од најголемите пандемии после Втората светска војна, па така држави како Франција и Белгија воспоставија национални механизми, програми за поддршка на менталното здравје, кои се бесплатни, што покажуваат значаен чекор напред кон подигнување на свесноста за ваквото прашање, меѓутоа и подобрување на услугите. Морам да кажам дека и Националниот младински совет е една од организациите кои што го покрена ова прашање, што резултираше создавање на национална стратегија за млади, за ментално здравје, затоа што до тогаш не постоеше ваква стратегија и генерално нека компресивна стратегија за ментално здравје, меѓутоа и стратегија која што го специфицира младите како посебна таргет група со специфични цели. Ако говориме за младинската работа и волонтерството, во многу европски земји истите се препознаени како некој стратешки приоритет на земјата. Пример би ги истакнала Естонија и Финска, во која што има силни системи за поддршка на младинската работа, каде што младинските центри се директно финансирани од државата за да спроведуваат програми за личен и професионален развој на самите млади. Со оглед на тоа дека YouthWiki е една платформа која што пред се ризница на добри практики, би можели ваквите примери да послужат како инспирација за нашата држава и за подобрување на постоечките програми и подоследна имплементација. Затоа што без ангажман и на младите, и на институциите, и на формите на младинско организирање, колку да носиме и закони и стратегии, тие ќе се останат само парче хартија без нивна доследна имплементација. Апсолутно се служувам со ова што го кажа. Како последно прашање, еве, која е твојата порака до младите, до институциите, до младинските организации? Така. Порака до младите никогаш да не се сомневаат дека на мала група на разумни посветени граѓани може да направи промена во општеството, затоа што из историјата не говори дека впрочем тоа е единственото нешто што досега го менувало. Порака до институциите да отстапат простор за суштинско е клучниот збор младинско учество и да им покажат на младите дека нивниот глас може да биде чуен, бидејќи колку повеќе младите ќе препознаат дека нивниот глас е чуен, толку повеќе промената ќе биде возможна. Порака до младинските организации, генерално формите на младинско организирање, е да продолжат да бидат катализатори на младинскиот активизам, затоа што само на тој начин ќе можеме да бидеме сигурни дека секој глас ќе биде чуен, секоја можност ќе биде препознаена и секоја промена ќе биде возможна. Ти благодарам, Сара. Се надевам еве дека сите засегнати страни заеднички ќе се вклучат, бидејќи всушност тоа ни останува да изградиме овде подобра иднина. Така што ти благодарам и продолжете нели со вашата успешна работа. Благодарам и на вас.